Состојбата е алармантна. Ова е дојдено нож до коска, назад ние не се повлекуваме. Со жива сила ќе го браниме Маврово. Незадоволството кое произлегува од нерешавањето на основни комунални проблеми, урбано дивење, бетонизација, продавање на државно земјиште и национално природно богатство. Жителите на селата и викенд населбите во Мавровскиот регион го искажаа денес преку предупредувачки протест. Велат дека надлежните институции останале глуви на нивните барања за решавање на овие проблеми, а единственото решение за рушење на дивоградби се уште не е реализирано. Единствено добивме од Министерство за транспорт, тоест од градежен инспекторат, да се срушат овој 9 вили во хотел Радика, кој има донесено решение за уривање на тие диви градби. Меѓутоа, тие не го направија. Тие продолжуваат. Поради многуте проблеми, жителите со предлог во општината да има и нивен представник. Езерото е загадено до тоа ниво да нема веќе ракови 15 години, рибата доживеа масовен помор, имаме патна инфраструктура по која што и со G5 се поминува за со леко ауто, да не правиме муабет. Имаме објекти кои што се оставени сами на себе, заради тоа што никој за нив не се грижи, немаат вода, едноставно луѓето не доваѓаат. Имаме огромна мака. Во име на тоа предложивме подпредседател по дефолт во постоечката општина да биде човек од тука, од Мавровскиот регион, кој што ќе може да влијае колку толку да се сочува тоа што остана. Жителите реагираат дека немаат вода во летните месеци, но и кога има, таа е загадена. Дополнително револтирани се што плаќаат сметки без поставени водомери. Доваѓа по некој пат 2 сата, од ноќно време по 2-3 сата, капе помалку. Таа вода е органолептички неприфатлива, зашто е обоена од отпадоци, од оксидација на цевките и што е битно е загадена. Угостителите пак загрижени дека загадувањето на водите и уништувањето на природата ќе има штети за туризмот. Верувајте, никој нема да пие кафе, да руча или да мерачи покрај смрдлива река. Никој нема да лови риби или да весла кајак во езеро полно фекалии. И нашата приказна ќе ја снема. Колеги, инвестирајте во пречистителни станици, верувајте, бенефитот е поголем од инвестицијата. Од иницијативниот одбор на протестот велат дека доколку не се прогласи мораториум и не се исполнат нивните барања, ќе покажат граѓанска непослушност со неплаќање сметки и ќе организираат блокади на патишта.